Ви благодарам на репликата, почитувана колешке. Наше, како опозиција, е да бидеме ваш коректор. Тоа што јас имав опсежна дискусија со негативни факти, говори за тоа колку имаме аргументи и аргументирано со факти и бројки да говориме за она што не сте го сработиле. Паралелно со бројките кои што ги истакнавте, јас ќе ве демантирам само со фактот дека и покрај таквите бројки кои што ги прикажувате, вие изгубивте во 41 општина. Наспроти тоа, мојата цел е да ве убедам некако дека најзначајна компонента во целата приказна со предлог буџетот е продуктивната компонента, која што значи дека од таму ќе добиете додадена вредност и парите, самите пари ќе генерираат нови пари и нови работни места. Значи целта ми е да се инвестира и да се помага онаму каде што ќе добиеме додадена вредност и каде што повторно ќе можеме да го полниме буџетот. Во однос на големината на пакетите, не можам да речам дека се големи за да ги задоволат ниту основните потреби на оние на кои што тие им се потребни. Вие и самите сте сведоци дека незадоволни од мерките беа токму оние кои ги користат вашите мерки. Значи реакцијата на власта во економска криза е најважна. Кредибилните политики кои треба да се во насока да создаваат позитивни ефекти во економијата. Ние сме имале и други кризи, не е само пандемијата. Еве ќе ви посочам, во првата година од осамостојувањето имавме 11% пат на бруто домашниот производ. Во втората година имаме 13,7% пат на бруто домашниот производ. Во ситуација кога сме имале нула девизни резерви, она што е важно е како се справуваат креаторите на економските политики со шоковите кои што ни се случуваат. Истото важеше за 2001 година, за време на интерниот воен конфликт, за 2009 година во време на глобалната финансиска криза и должничката криза во еврозоната во 2012 година, која имаше негативни ефекти врз банкарскиот сектор. Значи, битна е релацијата шок-реакција на власта. Ефекти кои ќе произледат од тие политики се најважни. Она што во моментов ни е најважно. 60% од бруто домашниот производ јавен долг со кредибилни политики е многу поразлично од 60% од бруто домашен производ јавен долг со некредибилни политики. Потребна е добра координација помеѓу Централната банка и фискалната политика. Централната банка може да ја помогне на економијата повеќе, да има експанзивен карактери понатаму, ама за тоа ни треба кредибилна фискална политика. Земјава само до првиот квартал имаше буџетски дефицит од 120 милиони евра. Највеќе креиран од трансфери кои не се лоцирани затоа што тоа се непродуктивни трошења. Дополнително, ние еднаш за секогаш треба да разбереме дека трудот и работниците треба да бидат најценети и соодветно вреднувани и дека компаниите, доколку сакаат да растат и да се развиваат, треба посебна грижа да водат за работниците и за целосно исполнување на обврските кон нив. Не знам што дополнително да ве демантирам, а има толку многу закажување во однос на тоа на се она што требало да се направи и што мора да се направи, а што не се прави. Дизајнирањето на мерките веќе спомнав. Дозволивте да се злоупотребуваат истите. Дополнително не видовме поддршка за компаниите во делот на подобрување на нивната конкурентност, нешто што беше најавувано, меѓутоа ништо од тоа. Пак ќе речам, или ќе правиме економија, или ќе правиме социјала. Од каде ќе правиме социјала, јас навистина не знам. Се плашам дека фондовите на кои сметате ќе биде многу потешко да се обезбедат. Македонија во изминатата година имаше 1 милиарда евра потрошена екстра пари надвор од буџетите. Цената за тоа, верувајте, допрва ќе ја плаќаме. Но криза е, ајде има оправдување. Меѓутоа, ако не се користат парите за продуктивни цели, нема да биде добра економијата, затоа што владата нема фокус на долгорочно справување со кризата, туку го решава од ден за ден проблемот со економијата. Јас ве уверувам дека ако се има волја, ќе се најде и начин. Ви благодарам.